Добро, значи во текот на овој викенд се одржува академија на тема локална самоуправа во организација на Институтот Прогрес и Фондацијата Фридрих Еберт. Ова е одлично искуство каде што кандидатите за градоначалници кои што досега СДСМ ги има промовирано, имаат заедничка средба, се разговара за многу важни прашања за она што ги чека кандидатите за градоначалници во моментот кога ќе станат градоначалници, така да разговараме за многу важни прашања, има одлична атмосфера, многу креативна енергија се чувствува и се обидуваме, односно сигурни сме дека понудата која што нашите кандидати за градоначалници ќе ми ја понудат на граѓаните во општините во кои што се тие кандидирани, тоа граѓаните ќе успеат да го препознаат како една издржана, сериозна, квалитетна понуда. Очекуваме победа на наредните избори, на локалните избори. Имаме одлични кандидати, тие ќе бидат одлично подготвени и сето тоа ќе се види кога ќе почне навистина кампањата и кога граѓаните ќе ги гледаат дуелите меѓу едните и другите кандидати. Струмица е домакин на оваа прекрасна академија и мене ми е чест со колегите сегашни и идни да дебатираме и разговараме за многу прагматични, практични секојдневни искуства. Социјалдемократскиот сојуз заедно со Сојузот за иднина представуваме најголема политичка коалиција во моментот. Излеговме со многу честна понуда, многу навремено да се презентираме пред граѓаните, така да не застануваме овде. Преку оваа академија за локална самоуправа, дефинитивно она што представува финансиски аспекти на локалната самоуправа, ресурси за иден развој, примена на практични искуства, дебати и дискусии за применливост на одредени одлични идеи, представува одлична можност за надоградување на нашите кандидати и нивна подготовка да веднаш после изборот влезат во решавање на проблемите на граѓаните и реализација на проектите во локалните самоуправи. Искрен да бидам покрај тоа што Струмица го пренесе овде како искуство, Карпош го пренесе, Охрид, Куманово и другите наши општини, црпнав одредени квалитетни искуства од нашите кандидати за градоначалници кои што ќе бидат во иднина применети овде во Струмица. Она кое што сакаме да го извлечеме од ваквите академии за локални самоуправи е дефинитивно да имаме целосно изградени капацитети на нашите идни градоначалници во делот на локалната самоуправа, се со крајна цел да знаат граѓаните дека пристапот е премногу сериозен, општините се многу значаен сегмент од живеењето на граѓаните во Република Македонија, а квалитетната понуда која што ја даваме на кандидати кои што ќе влезат веќе обучени во политичката трка со политичкиот противник и пред се во имплементацијата и раководењето со општините представува сериозна сфера на која што целиот Сојуз за иднината е посветен. Ќе излеземе сигурно денеска, вчера и утре, колку што трае оваа академија, сите со повеќе искуство, со повеќе практични сознанија кои што ќе бидат на крајот апсолутно квалитативи, чисто користи или ползување ќе ги имаат сите граѓани во Република Македонија. Повелете ако има одредени прашања. Тоа ќе бидат познати и другите кандидати за градоначалници од другите општини? Социјалдемократскиот сојуз веќе води постапка за наредни 7 општински организации, заедно со своите коалициони партнери, секаде каде што се прилично подрасчистени работите и се изградени силни кандидати за градоначалници, веќе постапките отпочнуваат и тоа продолжува. Буквално секој ден во разговори, анкети, анализи ги наоѓаме нашите потенцијални кандидати, кои што представуваат афирмирани членови на Сојузот за иднината, но секако и афирмирани граѓани во општеството од кое што доаѓаат. Наша цел е некаде до крајот на оваа година да бидат познати сите кандидати на Сојузот за иднината, а прилично да бидат во огромен обем завршени и советничките листи за локалните избори. Со тоа сме убедени дека ваквиот уранет, чесен пристап на граѓаните ќе им даде одлична можност добро да ги запознаат оние луѓе кои што во иднина, во нивно име и во нивна сметка ќе ги водат општините.